Со меѓународни референтни методи потврдено дека ефектите постојат. Овие ефекти од воздухот или од екологијата учествуваат дури 20% во причините за смрт, што воопшто не е за занемарување. Бројките кои што почнавме негде од 2012-13 да ги следиме, покажуваат дека во Македонија, а тоа се потврдува и од Светска здравствена организација, околу 20% од причините од смртните случаи се поради аерозагадување. Иако сега во денешно време имаме на годишно ниво да умираат околу 25.000 луѓе во Македонија, значи 4 до 5.000 се од аерозагадување. Тоа се дистрибуцијата по градови, различно секако Скопје заради најгуста население има и најголем број. Али секаде од тие градови е од 17 до 20%, тоа се големи бројки. Некакви три групи може да издвоиме на земји. Овде, западниот Балкан, е најлоша ситуација. Кај нас околу 250 до 300 луѓе на 100.000 умираат заради аерозагадување. Значи тука Македонија и Босна се водечки во тие бројки и Србија отприлика. Косово има многу малку затоа што е млада популација, 70 луѓе умираат на 100.000. И тоа е, да кажеме, најзагрозената група на земји. Средна Европа некаде има околу 120 до 150 на 100.000, тоа се Хрватска, Чешка, Словачка, а најдобри во свет секоја се нордиските земји, каде што бројот на смртни случаи може биде 10 на 100.000 и каде што нормите на Светска здравствена организација се веќе исполнети.